Добар ден, јас сум Елена Дуза. Имам 10 години и учам во основното училиште Никола Карев во Крушево. Денес јас ќе ви раскажам за книгата "Што и да е потоа Чевличињата померка" од писателката Сара Блиновски. Во оваа книга се работи за брат и сестра кои пронаоѓаат огледало во нивниот подрум. Тие со тоа огледало ќе патуваат низ различни приказни, но најмногу ќе се задржат во приказната на Пепелашка и во која ќе доживуваат најмногу авантури. Ликови во оваа книга се Аби, Џон, брат и сестра, Пепелашка, принцот, Клеја, полусестрата на Пепелашка. Дејствата во оваа книга се случуваат во подрумот, на балот и во куќата на Пепелашка. Мене најинтересна случка во оваа книга ми беше утрото после балот. Пепелашка ќе ја разбуда гласовите на девојките кои велат дека принцот ќе оди кај сите девојки што беа на балот за да го пробаат изгубеното стаклено чевличе. Потоа еден пискав глас ќе ги разбуди Аби и Џон. Пискавиот глас на Пепелашка, бидејќи носите на Пепелашка ќе бидат многу отечени. Но Аби не губи надежд и има идеја. За Пепелашка да не се заморва многу, ќе си шие свој фустан. Затоа Аби и Џон ќе средуваат целата куќа. По долго часовна работа, сите ќе завршат. Кога Пепелашка ќе излезе со фустанот на себе, Аби и Џон ќе бидат шокирани, бидејќи фустанот изгледал како да го нападнале деца од градинка со ножици. Но Џон имал наредна идеја, а тоа е на Пепелашка да ја купат стан на улица Чевличе, број 33, без миленици. И онака Пепелашка била алергична на миленици. Но треба да побрзаат, бидејќи магијата за правење на колачи трае се до полноќ. Додека тие разговараат, се отвора влезната врата на куќата. Пред вратата стои принцот. Потоа Пепелашка и Клеја ќе бидат шокирани, но потоа ќе се случи нешто неверојатно. Ако сакате да знаете што се случува понатаму, може да ја прочитате книгата "Што и да е потоа Чевличињата померка" од писателката Сара Блиновски. Ви благодарам за вниманието.